Министерот за локална самоуправа Златко Перински, градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски и директорот на Центарот за развој на Североисточниот плански регион Младен Протиќ денеска го посетија средното училиште Перо Наков во рамките на проектот Урбано зеленило за здраво дишење од програмата Интерек ИПА Бугарија Северна Македонија по приоритет 1 по зелен пограничен регион. Проектот е насочен кон унапредување на квалитетот на животот и здравјето на граѓаните во прекуграничниот регион Кјустендил-Куманово преку развој на зелена инфраструктура. Вкупната вредност на проектот за Куманово изнесува 343.090 евра, од кои 15% се кофинансираат од Министерството за локална самоуправа. Во Кјустендил во рамките на проектот ќе се интервенира на излетничко место околу езерото и во еден парк. Претходно министерот Перински оствари работна средба со градоначалникот Димитриевски и членовите на Советот, а посетата на општина Куманово е во рамките на караванот, каде што срцето е дома. Партнери во проектот се општина Кјустендил, општина Куманово и Центарот за развој. Нормално Центарот за развој ќе ги води меките мерки, ќе направиме една стратегија, зелена стратегија за двата града, со акционен план за идесување, ќе ги прежеме сите чените или ќе имаме си извинувам обуки. Градежните активности ги води општина Кјустендил и општина Куманово. Општина Кјустендил ќе интервенира на едно излетничко место околу езерото и во еден парк, а општина Куманово работи на 5 локации во градот. Октомвриска револуција, каде што веќе се насадени 220 висококвалитетни дрва над 2 метра, на Треќа Македонска се околу 130, овде во Средно училиште, економско училиште ќе има 10, горе на потегот на техничко училиште према улица Бајрам Шабани 16 дрвја, ќе имаме еден зелен зид на плошадот Маршал Тито, кој ќе ја спречува прашината на шеталиштето на главниот плоштад, така да се надеваме дека сите активности ќе ги завршиме до крајот на нова година квалитетно и позитивно. Првично го одобрија, а потоа и го имплементираме овој проект, кој што е само еден од многуте проекти кои што планираме во иднина да ги реализираме, бидејќи можностите на нашата општина за прекугранична соработка се големи. Ние имаме сериозна референца до сега на проекти имплементирани со прекугранична соработка не само со Република Бугарија, туку и со Косово и веќе и со соседна Србија. И верувам дека и во иднина останатите проекти исто така ќе бидат одобрени. Што се однесува до мене како градоначалник, мојата обврска е само секојдневно да ги подобрувам животните услови на нашите граѓани и секако ја поздравувам и финансиската поддршка на владата, што со историски износи интервенираше од државниот буџет за директна помош на општините. Вие како што знаете, ние веќе во 2024 добивме 3 проекти, во 25-та година добивме над 27 проекти, веќе разговараме и оние проекти кои што беа спорни да се изнајдат дополнителни средства за финансирање на истите, како што е проектот кој што ќе биде изградба на првиот мост на територија на општина Куманово, тоа е на локацијата во село Довезенце на Крива река. И дополнително разговараме и за детската градинка, која што треба да биде на зелен ред и уште голем број на други проекти. Мислам дека само со добра соработка на релација централна, локална власт можат да бидат надминувани секојдневните проблеми на граѓани, а од овде ќе апелирам до граѓаните да имаат трпение, бидејќи локалната власт во соработка со централната власт првенствено е насочена како и на кој начин да ги реши големите, наталожени, децениски, комунални и инфраструктурни проблеми и во општина Куманово и во целата држава. Од нашиот буџет, тоест од централниот владин буџет, одвојуваме 15% за кофинансирање за сите овие проекти кои што локалните самоуправи, регионите ги спроведуваат и имплементираат на име на оваа програма. Овој проект е дел од приоритетот 1 во пограничната соработка со Бугарија, во делот на обезбедување на позелен пограничен регион и навистина ми е посебно драго и посебно сум горд кога имаме вакви проекти кои што се имплементираат, а се насочени кон подобрување и заштита на животната средина во рамки на
караванот каде што срцето е дома, како ресорно министерство, оваа посета на Куманово ја искористивме да отворено поразговараме со градоначалникот, со општинската администрација, секако со членовите на советот, да ги разгледаме сите можности, сите предизвици кои што ги тишти општина Куманово, да најдеме решение за надминување на истите, и јас сум цврсто убеден дека како и досега во изминатите неколку години, така и одсега ќе наоѓаме можности за реализација и имплементација на проекти кои што соодветствуваат исклучиво кон потребите на граѓаните. Знам што прави градоначалникот во тој дел со целата своја посветеност, знам што правиме ние, така да исто така и регионот, така да јас сум цврсто убеден дека и во иднина ќе имаме прилика да промовираме волку битни проекти за граѓаните. Екипа на територијалната противпожарна единица Куманово вчера попладне интервенирала на опожарен автомобил на улицата Тошо Ангеловски. Предходно пожарникарите гаселе опожарен смет во селото Уминдол, информираат од регионалниот центар за управување со кризи. Од дневниот билтен на Министерството за внатрешни работи ги издвојуваме настаните. Секторот за внатрешни работи Куманово соопшти дека ноќеска 1 час по полноќ на улицата Доне Божинов полициски службеници лишиле од слобода 26 годишен жител на село Слупчане Липковско. При контрола во сообраќајот полициските службеници сопреле патничко моторно возило Ауди и по извршени проверки било констатирано дека возачот го управувал возилото без возачка дозвола. По документирање на случајот против него ќе следува соодветна пријава. Синоќа во 21 часот лишен од слобода бил и 47 годишен жител на село Алгуња. При контрола во сообраќајот во селото Челопек полициските службеници сопреле патничко моторно возило Volkswagen Golf и по извршени проверки било констатирано дека го управувал возилото без возачка дозвола. По целосно документирање на случајот и против него ќе следува соодветна пријава. Вчера полициски службеници од СВР Куманово лишиле од слобода 15 годишник од Куманово, затоа што одзел паркирано патничко моторно возило Ford Escort, сопственост на 25 годишен кумановец. Исто така тој се сомничи дека влегол во 2 приватни имоти и одзел повеќе предмети. Малолетникот бил приведен во полициска станица и по целосно документирање на случајот против него ќе следува соодветна пријава. Вчера попладне полициски службеници од СВР Куманово лишиле од слобода двајца кумановци на возраст од 25 и 26 години и 20 годишен жител на село Добрача, општина Старо Нагоричане, затоа што од деловен објект во село Доброшане одзеле предмети. Тие биле приведени во полициска станица и по целосно документирање на случајот против нив ќе следуваат соодветни пријави, соопшти секторот за внатрешни работи Куманово. Наплатата на даноците и таксите за 2025 година е над 50%, информираат надлежните од општина Куманово. Граѓаните и правните субјекти кои што се уште не ги платиле даноците за минатата година ќе добијат првично опомени, пошто ќе следува и присилна наплата. Инаку даноците може да се платат и онлайн. Во дел на дисциплината на кумановчани и кумановскиот народ би сакал да нагласам дека ние сме многу дисциплиниран народ, односно нашите граѓани и нашите врници, и имаме солидна, да не кажам одлична наплата, без блокирање во банки, бидејќи таа фаза се уште не е направена, ќе се направи сега во нареден период. Кумановските граѓани во повеќе од 80% го имаат платено својот долг и обврските кои ги имаат во однос на данок на имот, како и комунална такса во дел на правни лица, ако се анализира еден до 10 годишен период. А доколку го гледаме поединечно, јас би можел да ви кажам и по години, да речеме за 2024 година, над 72% од граѓаните го имаат подмирено долгот. За 2025 станува збор за 56%, со тоа што не се презимани действија сега од опомени за 2025. Сега во нареден период, кога ќе заврши овој процес на добивање на овие решенија, бидејќи постои рокови, постојат апсолутна застареност, во дел на даноци стојат 10 години, ќе прибегнеме кон решенија за сите оние обврзници кои го немаат подмирено долгот, а верувате ми станува збор за многу мал број на обврзници. Оние кои што се дисциплинирани нормално дека нема да добијат никакви нити решенија за извршување, нити во банки крајно,
Така да генерално ние сме задоволни од дисциплинираноста на кумановскиот народ. Секако постои и електронска наплата на даноци, naplata.kumanov.gov.mk, истата функционира по принцип на мейлови, внесување на матичен број, односно даночен број на правниот субјект, како обврзник. Со тоа и тие добиваат потврда за својата состојба и би можеле да го регулираат електронски. Сериозна држава не смее да си дозволи такви преседани, изјави денеска председателот на ЗНАМ и градоначалник на Куманово Максим Димитриевски, коментирајќи ја одлуката за одредениот куќен притвор на Артан Груби, поранешен вице-премиер и министер за односи меѓу заедниците, осомничен за проневера кој повеќе од една година беше недостапен за полициско-истражните органи. Не видам преседан во делот на она што значи одлука на независната судска власт, само ги потврдува нашите ставови и како политички субјект и моите лични ставови во делот на нефункционалноста на тој систем. Недозволиво е да лице кое што подолг временски период е во бегство се враќа во државата и му се изрекува мерка притвор и истото од распит завршува дома. Значи, сериозна држава не смее да си дозволи такви преседани, но оставам на институциите на системот да се позанимаваат со ова. Што тоа значи? Значи дека и Советот на јавни обвинители, но и Републичкиот судски совет ќе треба да ги разгледаат во целост овие постапки и доколку постои евентуална субјективност или одговорност кај поединци, истите да ги санкционира. Воспротивно, не се менува ништо, но како и да е, јас сум легалист. Видите, кога бев обвинет, јас редовно се појавував на сите судски рочишта. Го повикав господинот Груби да го следи тој пример. За жал беше одсутен од државата повеќе од 14 месеци, се врати и заврши во домашен притвор, што е недозволиво за еден сериозен систем. Сакаме во Европа, сакаме да напредуваме, ќе мора да ги делиме и европските вредности во делот на поделба на правдата во државата. Општинската организација на Црвен крст Куманово ја одбележува неделата на борба против срцево садови заболувања, која се реализира во периодот од 21 до 28 февруари под мотото Здрав живот, здраво срце. Волонтерите од Клубот на млади вчера спроведоа теренска едукативна активност во рамките на која навработените во општината судоти на случајните минувачи им беа поделени едукативни флаери со корисни совети за превенција, рано препознавање на ризик факторите и унапредување на здравите животни навики со цел заштита на срцевото здравје. Со ваквите активности Црвениот крст продолжува активно да придонесува во подигање на јавната свест за значењето на превенцијата и зачувувањето на здравјето, поттикнувајќи одговорен однос кон сопстеното срцево здравје, информираат од Црвен крст Куманово. Министерството за внатрешни работи соопшти дека вчера вечер на бензинска пумпа на автопатот Скопје-Куманово полициски службеници лишиле од слобода 33 годишен државјанин на Турција, бидејќи со возило Шкода со косовски регистарски ознаки превезувал 6 лица мигранти, 3 од Египет и 3 од Алжир. Според МВР, претходно на наплатната станица Романовце, возачот не застанал на даден знак од полициските службеници, но по преземени мерки возилото е пронајдено, а тој е лишен од слобода. По целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесена соодветна кривична пријава, соопштија надлежните.